Како што веќе најавив, следен гостин во утринската на Телма е господинот Милан Живковиќ, советник во владата за труд и социјална политика, име кое се исто така се споменува како може наследник на министерката Јагода Шахпаска. Добро утро, добро дојдовте во утринската програма на Телма. Добро утро, Горан. Благодарам за поканата. Вие ли ќе бидете нов министер за труд и социјала во владата на новиот мандатар? Видете, неблагодарно е сега да се зборува за тоа, затоа што сепак тоа се само информации кои што прострујува низ медиумите. Не би било фер нити према сегашниот премиер, нити према идниот мандатар, нити према мене да се шпекулира сега. Битно е, она што е важно е дека програмата останува иста, само можеме да ја надградиме. Визијата е таа која што имаме, а тоа е да обезбедиме подобро општество за сите. Односно, она и сега претходно што го зборувавте во однос на недокументираните лица, лицата без државјанство, оние кои што се на вистина сега во таа сива зона, и нив да им помогнеме, да најдеме начини, а сето тоа е зацртано и во владината програма, а секако и во целокупната наша визија како тим. Имате понуда за министерско место? Тоа се работи кои што сега високото раководство на СДСМ ќе ги решава, секако и претседателот на СДСМ Димитар Ковачевски, и во однос на работите како што ќе се случуваат од денес па понатаму, верувам дека моето име е едно од имињата за кои што се размислува, но пак ќе речам, не е фер ниту према сегашната министерка Јагода Шахпаска, нити према било кој од тимот таму да се шпекулира за тоа. Имате разговарано конкретно за таа позиција, за преземање на таа должност? Не конкретно, сега за сега, но допора ќе следат тие разговори. Така да. Јас сум и претседател на партиската комисија за трудова и социјална политика, така да можеби нормално е што се спомнува моето име, но понатаму ќе видиме. Добро рековте, програмата останува исто и тоа е иста, и тоа е она што е за вас битно. Да. Во тој случај се наметнува прашањето што и не достига на актуелната министерка Јагода Шахпаска, зошто би била променета ако програмата е иста? Што би добил ресорот со вашето доаѓање на незиното место? Видете, не сум јас компетентен, јас не ја правам таа анализа во однос на што и недостатоци на министерката, и навистина сега не знам дали е тука местото тоа да се разговара, затоа што сепак и мислам дека и темата е сосема друга. Не е темата кои се успесите или неуспесите на министерката, така да во однос на програмата секако визијата е таа за која што гласале граѓаните во 2020 година на парламентарните избори, и во однос на програмата веруваме дека тоа е тоа што ни е потребно. Добро, ајде, велите за успесите, да. И за успесите и за неуспесите. Можеби законот за недела, неработен ден, вие веројатно го ставате во графата успеси и го штиклирате како завршена работа, меѓутоа ова решение предизвикува многу силни негативни реакции. Успеавте како законодавец, велам сега, не како Милан Живковиќ, туку како советник и како надлежен на комисијата за труд и социјала во владачката партија, да донесете решение кое го спои неспојливото. Практично ги обединивте синдикалците и работодавачите. Сите се на иста страна во негативната критика и оценка дека законот е многу лошо решение. Синоќа на нашава програма, на топ тема, слушнавме како синдикалците оценија дека законот е манипулација на работниците, која ќе ги уназади работничките права, дека станува збор за популистичко решение, двосмислен закон со многу недоречености. Се обидувам да бидам попрецизен во цитирањето на Благој Аралповски од Конфедерацијата на слободни синдикати, и потоа се надоврза и представниците на работодавачите со исто така доста негативни критики. Кој би бил вашиот став во однос на тоа? Па она што го кажавте вие сега сите, тоа е релативна работа, односно премногу апсолутна дефиниција за она што значи критика. Од наша страна, предлогот што е недела неработен ден беше доставен, беше и во програмата на парламентарните избори, наидовме на огромна поддршка од страна на граѓаните и граѓанките тогаш. Вметнат беше во програмата секако после консултации и со широкото членство, и со синдикатите, и со здруженијата на граѓани. И јас лично и сите ние веруваме дека тоа е навистина вистинското решение. Во однос на критиките, ние ова решение како предлог на измена на законот за работните односи беше дискутирано, беше предложено и дискутирано на највисокиот орган кој што е соодветен за оваа тематика, за трудовото законодавство, а тоа е
Националниот економско-социјален совет, каде што членуваат и синдикатите, членуваат и работодавачите, се повикуваат во дискусија и сите таму членуваат репрезентативните представници и на синдикатите и на работодавачите, а тоа се Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи, плюс се повикуваат и сите оние кои што сакаат да учествуваат во дискусијата. Од сите добивме позитивен одговор. Тоа се случуваше во изминатиот период, веќе ова решение беше готово во јуни, блокирано беше во собранието и во текот на целиот тој период ние добивавме информации кои што навистина беа позитивни и од синдикатите и од работодавачите. Јас верувам дека и Ралповски беше консултиран, исто така и Ралповски на самите седници на економско-социјалниот совет даваше позитивно мислење, работодавачите исто така и Организацијата на работодавачите. Сега работодавачите представени преку Стопанската комора на Македонија ќе го оспорат пред Уставен суд. Најавија дека ќе го дадат на Уставен суд бидејќи е неуставен и прави силна дискриминација. Тоа што сте добиле политичка волја и што сте го поминале на надлежните комисии пред економско-социјалниот совет не значи дека и правно и напишан така и изгласан како што треба да биде и во согласност со Уставот. Представка пред Уставен суд може да даде било кој и секако тоа е право и на Стопанската комора и ние никако не смееме да го оспориме тоа право како нешто што не смеат тие да го направат. Апсолутно тоа е нивно право. Од наша гледна точка сметаме дека законот е добро направен. По кој критериум ги издвоивте тие 41 или 42 или 3 дејности кои можете и кои не може да работат? Дали тоа не е дискриминација? Не, првично според она што како што почнавме првично беше да ги извадиме институциите, односно правните субјекти кои што мора да работат секако за да имаме струја, да имаме вода, да имаме секако оние работи кои што ни се потребни, неопходни за функционирање во државата. Потоа и видовме сите оние процеси, односно ги ставивме сите дејности, односно фирми, работодавачи, правни субјекти кои што каде што технолошко производствените процеси не смеат да запрат. Односно, еве на пример имате пример каде што некоја печка која што работи на висока температура, доколку се изгасне таа печка во недела, ќе е потребно 24 или дополнителни 48 часа да почне повторно да работи. Тие процеси ги вклучивме и тоа се тие исклучоци кои што ги ставивме. Првично беа чинам 32 или 33 исклучоци, односно дејности кои што работодавачите доколку покажат дека не смее да прекине технолошко производствениот процес, можат да работат во недела, секако со зголемена дневница, 50%, но дополнително тие дејности дојдоа до некаде 42 или 41 или 42 дејности. Така да во тој дел апсолутно и тоа беше во дискусија. Ги примивме пораките од работодавачите и затоа таа бројка е таа што е сега конечната. Мислам дека кога се прават тие дискусии, поготово и синоќа, мислам дека дека гледав некои од снимките што беа на вашата програма, дискусијата секогаш води кон подобри решенија. Ние покажавме дека во изминатиот период сме отворени за дискусија, веруваме дека законот ќе биде добар. Овој закон требаше да профункционира од 1 октомври, сега ќе профункционира од 1 јануари 2022 година. Дека има простор тука да се подобрува секако. Дека е добро да имаме вакво почетно решение од следната година, апсолутно. Добро, ние покажаме дека можеме да ги менуваме законите. Во делот за белешките вели дека законот е во спротивност освен со уставот и со законот за работни односи, односно недоречености има голем број и е многу двосмислен. Законот за работни односи го на некој начин го минира законот за трговија, односно има неспојливи делови каде што се вметнувани новините. Еве на пример се слушна забелешка дека во член 8 се оставени големи дискрециони права на министерот за труд и социјала да прави правилници и на тој начин да биде подложен на разни притисоци, односно кога ќе го изготвува тој правилник да додава или да одзема одредени дејности. Не, единствено дискреционно право на Министерството за труд и социјална политика за креирање на тие правилници, подзаконски акти, е единствено во случај кога имаме некои придружни дејности кои што може да се вклучат, односно кои што се потребни за функционирањето на одредени субјекти во недела. А тоа е, на пример, еве да го кажеме тоа, доколку имаме
Банките нема да работат во недела и нема да смеат да работат во недела. Но во недела мора да работат банкоматите. Во недела мора да работат сите оние пропратни служби кои што се потребни доколку еве на пример вие загубите кредитна картичка или ви е украдена, вие да можете да го пријавите тоа. И затоа единствено во тие случаи, сега ова го кажав како еден од тие примери, во тие случаи ќе може Министерството за труд и социјална политика да изготвува правилници кои што ќе се дефинирани овие дејности. И само за тие правни субјекти кои што ќе бидат како придружна дејност. Искрено од тука не гледам јас никаква можност за било каква манипулација и за било какво преголемо право на Министерството за труд и социјална политика. Мислам тука дали не е дискриминација и по кој критериум е правено 50% дневница плюс во новиот закон за оние што ќе работат во недела, освен за оние кои работат во трговијата, каде што дневницата плюс е 100% изнесува, и плюс 2% од прометот во специјален фонд за изгледа на градинки, дополнително оптоварување за дејноста трговија. Самите правни субјекти кои што се во трговија, односно кои што се во тие трговски центри, се тие кои што ја поздравија оваа одлука, односно овој предлог за 2%, еве да тргнеме од тоа решение, 2%. Тоа е една општествена одговорна работа, каде што тие средства ќе бидат исклучиво наменети за изградба на градинки во целата држава. И сега, почнувајќи од тој дел, не е тоа дискриминација, значи тоа е обврска која што ќе имаат тие правни субјекти. Но зошто само трговијата? Зошто не и други дејности? Затоа што тие ќе бидат тие сами се понудија? Тие ќе бидат тие кои што ќе бидат вклучени, односно тие ќе работат во недела. Но ќе работат уште 42 други дејности. Зошто и тие да не бидат дел од тој специјален фонд за градинки или за за некоја еколошка такса на пример? Значи во овој дел, во останатите дејности кои што се вклучени во закон за работни односи, со овие измени, со овој закон за измена на Закон за работните односи, во тие останати дејности тука сме утврдиле дека технолошко производствениот процес не смее да застане. Односно потребни се тие дејности да работат фирмите кои што ќе покажат дека тие дејности, дека тие процеси не смеат да запрат. Во однос на трговските центри, тоа е апсолутно само за да се покаже таа општествена одговорна дејност. Во однос на дискриминацијата, не веруваме дека тоа е дискриминација, 50% добиваат сите, значи минимум ќе добијат 50%. Апсолутно работодавачите можат во недела да исплатат и повеќе од 50%. Ние утврдуваме дека 50% е минималната вредност која што ќе можат дополнително да ја добијат. Сакате да кажете дека на некој начин трговијата ја издвоивте како луксус во недела? Другите мораат да не запред производствениот процес, а трговијата, ако веќе мораат да работат, нека плаќаат и 2% и нека плаќаат 100% дневница на бродење. Па 100% ќе биде исто минималната и таму можат да платат повеќе. Видете, имаме работодавачи кои што и покрај тоа, на пример, празничниот надоместок во однос на работниот процес е минимум 250%. Така испаѓа пресметката за доколку некој работи во ден на празник. Имаме работодавачи кои што плаќаат и многу повеќе од тоа. Зошто? Сакаат да ги заштитат своите работници да не ги изгубат. Ние доаѓаме до ситуација каде што работниците се се помалку и помалку на нашиот пазар на труд, односно пазарот на труд не се стеснува. И на работодавачите им е во интерес да ги платат своите работници и работнички повеќе, а исто така и на работниците е да добијат малце повеќе да кажеме одмор во неделата. И затоа е ова решение недела неработен ден. Добро, не прашувам за работодавачите кои сами ќе најдат економска логика, моќ да ги платат своите вработени и повеќе од 50 или 100%. Прашувам за таа дискриминација, зошто само трговијата е издвоена од другите дејности како 100%, наспроти 50 и како обврска да издвојува во тој специјален фонд за градинки, а другите дејности не. Мога го гледаме како позитивна дискриминација, затоа што тоа се прави за Значи сепак и дискриминација, само позитивна. Можеме и позитивна, еве сега на пример во оперативниот план во Агенцијата за вработување имаме позитивна дискриминација, каде што за грантовите за самовработување имаме зацртано квота од 60% од тие кои што ќе ги добијат тие грантови да бидат жени. И тоа е позитивна дискриминација. Сакаме да ја подобриме ситуацијата во однос на родовата еднаквост во тој дел. Да бидеме на крај да стигнеме со крајната цел 50-50. И затоа имаме позитивна дискриминација. На овој начин сакате да ја поттикнете трговијата? Не да ја поттикнеме трговијата, туку да го валоризираме трудот на оние кои што ќе работат во недела во трговските центри. Комората предупредува дека ако се забрани да се работи во недела за другите дејности, ќе има 10 до 15% пад на производството, а со тоа и на бруто домашниот производ. Дали сте свесни како влада за ова?
Видете, ние ги разгледавме сите параметри и тоа пред да го предложиме ова како законско решение. Значи уште во анализата и правењето на програмата пред парламентарните избори, тоа ни беше една од идеите. И затоа ги привлековме сите тие мислења и синдикатите, и здруженијата на граѓани. Истото го кажа, ни синдикатите не сакаат да има отпуштање, нити пак сакаат здруженијата на граѓани кои што работат на оваа тематика да има отпуштање. Нивната интенција е да има што повеќе, значи да не работат. Значи и затоа не гледам како вашата дефиниција дека сите се против ова законско решение. И затоа од таа гледна точка ова законско решение треба да добие еден почеток. Долго време зборуваме, долго време континуирано дебатираме за ова, но треба да почне. Исто и вие новинарите. Кога последен пат сте добиле повисока дневница за работа во недела? И ние не кажуваме со ова законско решение дека вие не смеете да работите во недела, но доколку работите, треба дефинитивно да добиете 50% повисока дневница. Во буџетот за следната година нема К15 за јавната администрација. Дали со ова на некој начин сакате да се обидете да ја зауздате јавната администрација и тоа во година кога не се предвидени избори, па покажувате мускули сега? Мислам дека тоа беше едно различно толкување на непредвидување на К15 за 2022 година. Односно тоа е едно толкување што можеби и институциите и самите и синдикатите го направија. За прашањето беше поставено, односно имавме еден синдикален протест на 12 декември оваа година, каде што едно од барањата беше К15 за сите вработени во јавниот сектор. Прашањето кога се постави до министерот за финансии беше дали е предвиден К15 за сите вработени во јавниот сектор. Апсолутно одговорот е не, но тоа не значи дека останатите вработени кои што веќе го имаат тоа право со преку колективни договори, дали на ниво на работодавач или дали на ниво на гранка, односно оддел, тие секако дека ќе го добијат тоа право. Оваа година веќе се исплати К15, односно регрес за годишен одмор за многу од вработените во јавната администрација, посебно во тие органите на државна управа, согласно колективниот договор потпишан во февруари 2020 година. И минатата година, во декември месец, не беше предвиден тој регрес за годишен одмор со буџетот за 2021 година. Но имавме ребаланс, регресот за годишен одмор се актуализира, односно работникот и работничката имаат право на тој регрес на годишен одмор по навршување на 6 месеци во работен однос кај истиот работодавач и тогаш може да се исплати К15. Тоа значи дека и следната година, доколку еве да кажеме после проговори со синдикатите дојдеме до решение дека К15 ќе добијат и во 2022 година, може да се направи ребаланс на буџетот. Така да не треба да ги ставаме тие апсолутни тврдења дека нема К15 за Господин Живковиќ, имам уште неколку прашања, а малку време, ве молам за покуси и по-прецизни одговори. Од друга страна се најави позиционирање на минималната плата на почетокот на идната година на 18.000 денари, пошто веднаш приватниот сектор реагираше дека тоа не може да биде предмет на административна мерка повторно, затоа што може да направи сериозен удар во реалниот сектор, односно дисбаланс во платниот промет. Во комуникација сме со работодавачите, во комуникација сме со коморите. Минималната плата, спомнавте вие преска во однос на недела неработен ден, тоа е политичка одлука, не смее да биде политичка одлука. Минималната плата е политичка одлука. И во 2017 година, кога веќе најавивме дека минималната плата ќе се качува скалесто на 12.000 денари, па на 14.500, па на 16.000 денари до крајот на 2020 година, и тогаш имавме најави за отпуштања, за рестрикции или пак за незадоволство кај работодавачите. Добрите работодавачи знаат дека работникот, добриот работник, треба да се плати добро. Секако тука доаѓа во прашање таа продуктивност, која што веќе во едни претходни емисии дискутиравме. Минималната плата, нашето ветување беше дека ќе биде до крајот на мандатот 20.000 денари. Значи тоа е до 2024 година. Во ваква економска криза, апсолутно работниците и работничките треба да добијат повисока минимална плата и платите понатаму да одат спирално нагоре. Работодавачите секако дека ќе добијат нашата поддршка како влада во однос на
финансиско опораување и за време на кризата, тоа го покажавме во изминатиот период, а и понатаму секако во делот на минималната плата. Во каква состојба е пензискиот систем? Има ли закана по неговата стабилност? Нема никаква закана, тоа го покажавме во изминатиот период, стабилен е. Тоа го покажуваме и со новите и со новата пресметка која што ја очекуваме за следната година во однос на усогласувањата на пензиите. Тоа го правиме заедно со Сојузот на Сдруженијата на пензионерите. Веќе тоа го најавивме уште пред некој месец дека ќе имаме нова пресметка која што ќе биде многу поповолна за пензионерите, а ако го правиме тоа и го најавиме и го правиме тоа, тогаш дефинитивно е пензискиот фонд во добра ситуација. Колку е актуелниот процент, колку изнесува моменталниот процент на невработеност и на стапката на сиромаштија во Македонија? Последните информации што ги имаме, невработеноста е на 15,9%. Во однос на стапката на сиромаштија, наша цел е да ја намалиме под 16%. Колку е сега? Сега е 17,8% последните податоци што ги имаме, но целта е намалување на сиромаштијата. Како тоа во услови на енергетска, здравствена, економска и сите три кризи истовремено, кога граѓаните дополнително ќе бидат оптоварени и со нови цени, и со зголемување на цените? Како е тоа можно? Токму е тоа предизвикот за сите нас. Мораме тоа заедно да го направиме и со синдикатите, да правиме и остапки и со работодавачите, и со синдикатите, да го направиме тоа и со здруженијата на граѓани. Но секако мораме да мислиме на оние кои што се најранливите групи на граѓани. Ги спомнавте и тие што се недокументираните во претходниот сегмент. Мораме да работиме со сите и мораме да најдеме начин. Здравието никогаш нема цена. Тоа е исто и со сиромаштијата. Мораме да најдеме начин како сите да бидат задоволни. Дали тоа ќе биде со некоја пренамена средства, дали со нови програми, апсолутно сме отворени за... Господин Живковиќ, имам уште низа дилеми и прашања, меѓутоа чекаат нашите гледачи редовната рубрика Оброк на денот. Мораме да отстапиме простор во студиото на моите колеги да продолжат сутринската програма. Јас ви благодарам за ова гостување денешно. Се надевам дека ќе имаме можност во следната пригода да разговараме или како актуелен министер за труд и социјала или како и натаму советник во владата за ова прашање. За ова што го чувме денеска ви благодарам. Благодарам вам.